Тирана, Приштина или можеби некој друг град каде е Артан Груби. Шпекулации постојат, но официјални информации нема. МВР активно работи на пронаоѓање на поранешниот прв вице-премиер, кој наместо да се соочи, реши да бега од правдата. Вице-премиерот Изет Меджити порача дека органите активно работат на враќањето на Груби и дека тој и никој друг нема да биде над правдата. Никој не е над законот, секој што се огрешил треба да одговара, а другото ќе оставиме на МВР и судството. Мислам да се вршат својата работа. Дали имате информација каде е Груби во моментот? Се збори, но не е наша работа. Мислам, работа на политичарите да дадат порака дека борбата против корупција е безкомпромисна и никој не е над законот. МВР се бави со тоа и веќе има и со соработка со Интерпол. Груби преку социјалните мрежи, без да каже временски рок, порача дека ќе се вратил во Македонија, а на тоа го повика и неговиот сопартиец, пратеникот Блерин Беџети, еден од највисоките функционери на ДУИ, порача дека поранешниот прв вице-премиер треба пред институциите да покаже дека е чист. Artan Grubin e ftoi publikisht edhe në emër të partisë edhe në emër të imi që të paraqitet para organeve të drejtësisë, që të ballafaqohet. Edhe ka të bëhe me rastin e lotarisë që e parashtroni, jo me rastin paraprak që u përmendëm, ajo është një diçka krejt tjetër, si çdo qytetar bartës i funksionit publik që ka qenë dhe që ju ka dhënë mundësia tjetë që gjitha dilemat, nëse ai thirrët që është i pastër apo nëse ka bërë shkelje të ligjit, të konstatohet në organet kushtetuese ligjore që ballafaqohet dhe uroj që një ditë e përpara të ballafaqohet edhe ai dhe shumë të tjerë. Повик до Груби да се врати и да се обиде да ја докаже својата евентуална невиност, испрати и коалицискиот партнер на ДУИ Зиедин Села. Вели, ако е невин, тоа треба да го докаже во судска постапка. Поради сомнежи за сторен криминал, Артан Груби заврши на американската црна листа. Тој е осомничен за сторен милионски криминал во државна лотарија, заедно со поранешниот тамошен директор Прпарин Бајрами, кој исто така од поодамна не е во државава. За истиот случај кривична пријава добија уште 4 други лица. МВР му поднесе кривична пријава и на поранешниот премиер Димитар Ковачевски, како и на екс-генералниот секретар на владата Методија Димовски. Сепак, барем засега обвинителството немало докази за нив да ги процесуира.